вчера на 11 декември ни пристигнаа нашите гости, ученици и професори од Шведска, со кои што имаме повеќе годишна соработка. Ни пристигнаа 20 ученици и 20 професори. На оваа посета ќе се реализираат повеќе проекти и активности, заеднички проекти кои што ќе ги реализираат учениците од Шведска заедно со нашите ученици тука од нашето училиште. Спомнавте дека долгогодишни пријатели, значи оваа соработка не трае година-две, таа трае веќе колку години? Точно така, значи нашата соработка е уште од 2012 година. Оваа година славиме некој така наречен јубилеј, имаме со нашите пријатели од Шведска, значи 10 години ја негуваме оваа соработка. Во изминатите овие 10 години нашите ученици со нивните ученици имаат изработено многобројни проекти, активности и задачи и сето тоа е плод на нашата долгогодишна соработка. Оваа година, односно сега моментално тие се овде и ќе имаат проект или задача да изработат паметна канта која што го селектира отпадот. Значи има еден отвор за отпадот и си има сензор камера, го детектира каков е отпадот и го селектира. Дали е пластика, дали е стакло, дали е метал, хартија, го носят во соодветната вреќа, а за сметка на тоа самата канта пушта награда, храна за миленични. Па да, како што директорот спомна, веќе 10 години идеме тука во Кавадарци и во Скопје, во различни проекти. Околу 900 шведски ученици имат дојдено за овие 10 години. Предимство стојат на топ, како и секогаш, и од колегите, и од учениците. На шведските ученици им е пријатно да бидат тука, да се дружат со нашите, односно со македонските ученици и блиска едина, значи напорот идат околу измеѓу 120 и 160 ученици повторно тука во Кавадарци. Ајде да спомнеме од кој град, како се вика училиштето? Значи училиштето се вика Курт Николин гимназија во градчето Фейнспон, што е слично на Кавадарци, обкружен со индустрија, со многу фирми, така да нашите ученици можат после завршена гимназија да се вработат. Исто така морам да кажам дека вашето училиште, во склоп на вашето училиште действуваат не само електричари, не само машинци, имате и медицинари. Да, грижа и нега и техничката програма. Вие соработувате и со останатите средни училишта во градот? Да, и со Ѓорче Петров и со Добри Даскалов и Панче Караджозов во Скопје. Тоа значи дека до година кога доаѓате пак ќе бидете во сите средни училишта? Да. Конечно се сите три средни школи од Кавадарци вклучени во нашиот проект, така да младите се дружат помеѓу себе со сите. Проектите се за почеток поедноставни, секојдневно се усложнуваат. Еве денеска е втора ден и прават интелигентен семафор. Доколку има над 3 ученици, 3 личности пред камера, се уклучува црвеното светло и така семафорот им дава предимство на патниците, по зависност тоа исто и дали има и коли на семафорот. И ова е идеално решение за кај нас во оваа енергетска криза да се заштеде на време на чекање, на исто се решава и проблемот семафорот е интелигентен да им даде предимство на линиите кои што имат повеќе коли во споредба со другите, така да може се имплементира во нашата општина многу лесно на постојните семафори. Ке биде ли готова паметната канта до крајот на нивното присуство овде? Да, канта ќе биде готова, главниот дел ќе биде расклопен и ќе си го земат во школата, а таму ќе ја направат кутијата и плюс ќе ја допрограмират за нивни производи. Затоа што тука нашата амбалажа е поразлична од таа во шведски, така да ќе треба да го доразвијат моделот за вештачка интелигенција самите.